За време на паузата, мене како на предпоставен ми се обратија двајца, како што ми се чинеше тогаш селски старци со особено чуден предлог. Едниот постар, другиот помлад. Постариот, старец со долга бела брада, цело време молчеше. Зборуваше помладиот. Ме наговараше да им дадам 50 луѓе. Во екипажот имаше 65, кои би ги однеле во тајгата на околу 25 километри далеко од местото каде што се закотвивме. Да ги одведат во длабочината на тајгата за да исечат, како што рекоа тие, звонлив кедар. Кедар, чија висина според нивните зборови достигнува 40 метри. Бараа да се исече на поситни парчиња за да може на рака да се пренесе на бродот. Би требало задолжително да го земеме целото дрво. Старецот советуваше секој дел да се исече на уште поситни делчиња и секој да земе по едно парче за себе, а другите да им ги поделиме на своите блиски, познати сите што ќе посакаат да ги добијат како подарок. Старецот тврдеше дека тој кедар е посебен. Парче од него треба да се носи на градите на врвка. Треба да се стави околу вратот, задолжително стоејќи со боси нозе на трева и со дланката на левата рака да се притисне на голите гради. По една минута ќе се почувствува пријатна топлина што доаѓаше од кедарот, а потоа низ телото ќе прострои нежно треперење. Од време на време, кога ќе се појави желба, со врвовите на прстите треба да се гали онаа страна од парчето кедар што не го допира телото, придржувајќи го со раката од другата страна. Старецот тврдеше дека за 3 месеци оној што поседува парче од звонливиот кедар ќе почувствува значително подобрување на самодовербата и ќе се излекува од многу болести. Дури и од сида? Прашав, раскажувајќи им го накратко она што го знаев за таа болест од весниците. Старецот самоуверено одговори: од секоја болест. Тоа, според неговото мислење, беше лесна задача. Суштината беше во тоа дека човекот што го поседува тоа парче станува подобар, поуспешен, посреќен, поталентиран. За лековитите својства на нашиот сибирски кедар од тајгата знаев многу малку, но дека може толку да влијае врз чувствата, способностите, тоа тогаш ми се чинеше сосема неверојатно. Си помислив, може би старците сакаат од мене да добијат пари за тој, според нивното мислење, необичен кедар. Почнав да им објаснувам дека во големата земја жените за да бидат убави носат скап накет од злато и од сребро, а за некое дрвце нема да платат ништо, па затоа и не сакам да правам непотребни трошоци. Носат затоа што не знаат, го добив одговорот. Златото е ништо во споредба со едно парченце кедар. Никакви пари не ни се потребни за него. Ние можеме да ви дадеме и сушени печорки, а нам не ни е потребно ништо. Не расправајќи се од почет кон нивната старост, реков: па може би некој ќе почне да носи парче од вашиот кедар. Ќе почне да го носи ако некој голем мајстор, резбар со своја рака создаде нешто убаво. Но тогаш старецот одговори: може да се изреже, но подобро е да се измазни. Многу подобро ќе биде ако секој го мазни сам со своите прсти кога душата ќе го посака тоа, тогаш и кедарот ќе изгледа прекрасно. Помладиот старец на брзина ја откопча својата стара јакна, потоа кошулата и го покажа она што беше на неговите гради. Видов испакнат круг или овал. Неговите бои беа разновидни: виолетова, бојана малина, портокалова и создава необјаснив цртеж во кој жиличките на дрвото изгледаа како потоци. Не сум добар познавач на уметничките дела, иако посетував галерии. Светските ремек дела кај мене не предизвикуваа посебни емоции, но тоа што висеше на градите на тој старец предизвика чувства и емоции многу поголеми отколку посетата на Третјаковската галерија. Го прашав старецот: колку години го мазневте своето парче кедар? 23, одговори старецот. А колку години имате? 119.
Тогаш не поверува во тој одговор. Старецот изгледаше како да има 75 години. Без да ги почувствува моите сомневања, без да обрне внимание на нив, старецот малку вознемирено почна да ме уверува дека и кај другите парченцето кедар, мазнето од самиот човек, ќе биде исто толку убаво веќе по 3 години. Потоа ќе станува се поубаво и поубаво, особено кај жените. Од телото на неговиот собственик ќе се шири опоен, благопријатен мирис, неспоредливо во однос на вештачките мириси создадени од луѓето. Од старците навистина доаѓаше многу пријатен мирис, го почувствував и покрај тоа што пушам, затоа што како и на сите пушачи, сетилото за мирис ми е намалено. И уште една необичност. Одеднаш во зборовите почнав да забележувам необични фрази што не се својствени за жителите во далечните длабочини на северот. Некои ги паметам и сега, дури и со интонација. Старецот зборуваше: Бог го создал кедарот како собирач на енергија од Вселената. Од човекот исполнет со љубов произлегува зрачење. За дел од секундата, одбивајќи се од планетите, тоа повторно стигнува до Земјата и му дава живот на се околу нас. Сонцето е една од планетите што го рефлектираат, но не во целост спектарот од тие зрачења. Во Вселената од човекот оди само светло зрачење. Од Вселената кон Земјата се враќа само благотворното зрачење. Од човекот што е под влијание на лоши чувства произлегува темно зрачење. Темното зрачење не може да се подигне нагоре, туку оди во длабочините на Земјата. Одбивајќи се од утробата на Земјата, се враќа на површината во облик на земјотреси, вулкански ерупции, војни. Вратеното темно зрачење уште посилно влијае врз човекот и предизвикува зголемување на неговите лоши чувства. Кедарот живее 550 години. Со своите милиони иглички лисија, тој деноноќно фаќа и собира светла енергија во себе, целиот нејзин спектар. Во текот на животот на кедарот над него поминуваат сите небесни тела, одбивајќи ја светлата енергија. Дури во најмалото парченце кедар, благотворната енергија за човекот ја има во многу поголемо количество отколку во сите вештачки енергетски уреди на Земјата. Кедарот ја прима енергијата дојдена од Вселената за човекот, ја чува и во неопходниот миг ја враќа. Ја враќа кога и не достига на Вселената, што значи и на човекот и на се што живее и расте на Земјата. Многу ретко може да се најдат кедри што ја собираат, но не ја зрачат несобраната енергија. По 500 години живот тие почнуваат да звонат. Тие зборуваат со своето тивко звоно, им даваат знак на луѓето да ги земат, да ги исечат и да ја искористат на собраната енергија на Земјата. Така кедарот моли со своето звоно. 3 години моли. Ако не дојде во допир со живи луѓе, по 3 години ќе биде лишен од можноста да го предаде несобраното од Вселената. Ќе ја загуби можноста да му го даде тоа на човекот. Тогаш почнува да ја согорува таа енергија во себе. Тој негов болен процес на согорување, умирање трае 27 години. Неодамна најдовме таков кедар. Утврдивме дека звони веќе 2 години. Тивко звони, многу тивко, може би се труди својата молба да ја растегне на подолго време, но му остана само уште 1 година. Треба да се исече и да им се подели на луѓето. Во книгите за народната медицина многу се зборува за лековитоста на кедарот. Таму е кажано дека се, почнувајќи од игличките, лисијата па до кората, има големи лековити својства. Дрвната маса на сибирскиот кедар има прекрасни особини и неа со успех можат да ја користат мајсторите на уметничкото резбарство. Од неа прават мебел и резонантни штички за музичките инструменти. Иглестите лисија поседуваат висока способност за лесно прочистување на околниот воздух. Дрвото на кедарот има карактеристичен, многу пријатен смирувачки мирис. Ставено во домот парче од дрвото кедар ги брка молците. Во научно-популарната литература исто така се потенцира дека квалитетните показатели на кедрите што растат во северните области се многу поголеми од оние што растат во јужните области.